Петмина веничани со потешка клиничка слика се хоспитализирани на Штипското инфективно оделение. Сите тие се жалеле на повраќање, проливи, висока температура и грчеви во стомакот. Влошената здравствена состојба, најверојатно, кај сите нив е резултат на труење, поради што сите лица се задржани на одделение. Сите тие имаа слична поврзаност при земењето на епидемиолошката анкета, дека консумирале некои торти, колачи и поради тоа е известен епидемиолог. Сошто станува збор за две деца во возраст 6 и 11 години и возрастни пациенти меѓу 23 и 42 години, 3 пациента. По пријавата на терен во Виница се излезени инспектори од Државниот санитарен инспекторат и епидемиолози од Кочанскиот центар за јавно здравје. Оттаму информираат дека на анализа на земените мостри се работи во моментов. Во меѓувреме, здравствената состојба на пациентите се уште останува под лекарски надзор. Кај сите пациенти, така состојбата е задоволителна, примаат терапија и чекаме резултати за понатамошен смер на лекувањето. Според информациите од Кочанскиот центар за јавно здравје, резултатите од анализите треба да бидат готови за 2 до 3 дена, пошто ќе се знае точната причина за состојбата на виничаните. Инаку, според тврдење на извори на ТВ Стар, труењето настанало откако овие лица во позната сладкарница во Виница консумирале нејзини производи. Со напомена дека ова не е прв пат оваа сладкарница да биде извор на инфективни проблеми. Зошто досега надлежните не реагирале поенергично? Нашите извори потенцираат дека причината за тоа е фактот што истата сладкарница е во семејна сопственост на судија од Виница.